Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Отворена модуларната ковид болница во Гостивар. Присуствуваше и министерот за здравство Венко Филипче. Тетово и Деновиве загадено. Надлежните без мерки, граѓаните и екологистите гневни. Стагнираат активностите на младинските активисти. Како се функционира во пандемија? Се зголемија капацитетите за згрижување на болни со ковид во Гостивар. Денес беше отворена модуларната болница која е целосно подготвена да прими пациенти доколку се јави потреба. На отварањето присуствуваше министерот за здравство Венко Филипче. Гостивар доби современ и опремен модуларен ковид центар со што се зголемија болничките капацитети за лекување на заболени со ковид за 35 легла. Новата монтажна болница е подготвена за прием на пациенти. Сепак, моментално нема потреба да се активира, со оглед дека состојбата во Гостивар со коронавирусот е стабилна и бројката на хоспитализирани не надминува 10. На отворањето на ковид центарот денес присуствуваше министерот за здравство Венко Филипче. Ова е модел кој што го имплементираме во буквално сите градови во државата каде што има болнички капацитет, конкретно овде во Гостивар има 35 кревети, целосно е опремена со немедицинска опрема, а треба да стигне и најсовремениот дигитален рентген апарат и ехо апаратот со сите потребни сонди за преглед, што ќе го направи овој мини центар сосем соодветен за третман на сите форми на пациенти со ковид и секако во некои други услови да продолжи да служи како триажен или како мини-ургентен центар. Целта на денешната посета е пуштањето во употреба на модуларната болница, која денеска е факт. Значи, за краток период од околу 60 дена болницата беше издигната и веќе може да се користи. Остана само четвртиот дел на проектот, на програмот, значи треба да добиеме уште еден апарат, рентген дигитален и ехо апарат. Пандемијата го извади на површина недостигот од инфектолози во земјава. Во градовите каде што се отвораат модуларни болници, првично за пациентите ќе се грижи медицинскиот персонал од инфективните одделенија. Така ќе биде и во Гостивар. Како помош ќе бидат вклучени и други лекари по систем на ротација. Тука, како и секаде на друго место, најпрво ќе работи персоналот кој што работи на инфективното одделение. Меѓутоа, на секаде во државата инфектолози има навистина малку. Тоа не беше струка и специјалност која што беше интересна за младите лекари. Сега, исто како и во делот на епидемиологијата, се зголеми интересот да младите лекари специализираат во ова област. Меѓутоа, со системот на ротација, како што всушност и сега функционираат одделенијата секаде во државата, ќе биде покриена и ова модуларна болница. Не само овде, во сите болници. Модуларниот ковид центар е изграден на местото на поранишниот објект на диализа, веднаш спроти инфективното одделение. Објектот е еден од 16 вакви кои државата ги подигнува како дополнителни капацитети за згрижување на пациенти заболени од ковид, со финансии обезбедени со кредит од Светска банка. Моментално во Гостивар заболени со ковид се хоспитализираат само на инфективно. Откако состојбата со заразата се стабилизираше, болницата ги затвори ковид центрите на интерно одделение и неврологија, кои беа активирани кога имаше наплив на пациенти. Од вкупно 6.000, само 1.500 граѓани со над 70 години од Гостивар и регионот се пријавени за вакцина против ковид. Министерот Филипче апелираше матичните лекари да ја пријавуваат оваа категорија пациенти, која е втора по приоритет за вакцинација по медицинскиот персонал. Слаб интерес за вакцинација против ковид на повозрасните граѓани во Гостиварскиот регион. Од вкупно 6.000 граѓани со над 70 години, евидентирани во системот Мој термин, само 1.500 се пријавени за вакцина. При денешната посета на Гостивар, министерот за здравство Венко Филипче апелираше матичните лекари да ја пријавуваат за имунизација оваа категорија пациенти.
регионот Гостивар преку сајтот и преку матичните лекари се пријавени навистина малку граѓани во она прва категорија над 70 години, околу 1500 од близу 6000 граѓани. Прво апелирам матичните лекари од Гостивар и од регионот да ги пријавуваат граѓаните своите прикрепени граѓани како матични лекари над 70 години со хронични болести како првата следна приоритетна група да се пријавуваат и да ги внесуваат податоците во системот Мој термин, заради тоа што тие ќе бидат првите веднаш после на лекарите и медицинските сестри од Гостивар. Првата група од 40 здравствени работници од Гостивар примија вакцина против ковид во четвртокот. Беше дадено приоритет на здравствени работници кои директно се тангираат со заболените од COVID-19, тоест докторите и персоналот од инфективното одделение, лаборантите и технолозите, рентген технолозите кои имаат директен контакт со пациентите. Министерството за здравство ќе прави кампања со која цели да го зголеми интересот за антикорона вакцинација. Филипче на гостиварци им порача да не се опуштаат во делот на мерките, иако моменталната состојба е стабилна. Мислам дека со интензивна комуникација, посебно преку матичните лекари, преку кампањата која што следи, треба да се подигне свеста. Тоа е единствениот начин со кој што ние ќе смениме сликата за пандемијата. Во овој момент ситуацијата во Гостивар е навистина стабилна. Под 10 хоспитализирани пациенти. Меѓутоа, тоа не е знак дека граѓаните сега треба да се опуштат и да не се носат маските и да не се држи дистанца, заради тоа што гледаме какви зголемување на бројките имаме во некои други градови. На прашањето кога ќе пристигнат кинеските и руските вакцини во земјава, министерот рече дека до овој момент не е прецизирано, а детални информации ќе се знаат деновиве. Тетово и деновиве загадено. Надлежните без мерки, граѓаните и екологистите гневни. Сторија на Милена Вучевска. Деновиве Тетово, особено долниот дел, се гуши во зачаденост и загаден воздух, особено во вечерните часови. Граѓаните не се изненадени за незаинтересираноста на градоначалничката, но гневот е голем што еден ваков проблем не е воопшто приоритетен за решавање. Ниту има мерки, ниту казни за загадувачите. Па и загадено е. Вчера го бришем балконот, црнила. И тоа е. Загаден е, Тетово е загадено. Тоа е. Дали општинава доволно презема мерки за да го ублажи проблемот? Не веруем, не зема доволно мерки. Не. До сега нема земена. Доволно мерки, че не може да си постигне своите цели да ги постигнат. На села, фамилија, куќи изградила и сакамо ние да ни помогне на градот. Нема. Попусти се и алармирањата на еколошките здруженија. Прашуваат како властите не се срамат што досега за овој проблем не е мрднато ниту со прст. Градоначалничката дали некогаш се чувствува лошо или дали е некогаш срам за тоа што треба да го направи и никогаш не го прави. И не знам дали ќе биде срам да излезе да бара гласови на Тетовчани пак, после сите овие веќе 7-8 години на таа функција каде што ништо нема направено во смисла на подобрување на квалитетот на воздухот. Освен домаќинствата и сообраќајот загадуваат и бројни фабрики. Сите ги знаат кои се, но се чини не инспекцијските служби. Градот се гуши, но казни немало. Оти според надлежните, загадувањето било во рамки на дозволеното, воздухот пак далеку поквалитетен споредбено со минатите години. Пандемијата во голема мера влија и на младите лица. Во голем дел стагнираат и активностите кои ги превземаат младинските активисти. Како функционира младинскиот активизам за време на пандемијата и кои се последиците од истата?
Во младите е иднината, во нив е енергијата за воведување промени во општеството и за подобро утре. Оваа фраза многу пати е повторувана низ историјата, а во денешно време алатка за постигнување промени е и младинскиот активизам. Креативноста на младите, нивната интеракција, идеи и движења се едни од основните одлики на здраво општество. Но веќе цела година целиот свет и земјава се соочува со пандемија, состојба на затворање и протоколи, како сето тоа влијае на младите, посебно на оние кои се активни во различни организации и движења. Целиот активизам, па и младинскиот, претрпи огромни отстапки за време на пандемијата. Многу полиња во кои можеше да се спроведат некои активности, проекти, кај што младите би зазеле клучно место, не се одржаа поради самата пандемија. И делувањето на младите се базираше само на некој онлайн активизам или некои активности кои физички можеа да се спроведат, а нема воопшто да го загрозат здравието на луѓето. Меѓутоа и од друга страна и младите кои не се граѓански активни, меѓутоа допринесуваат во јавниот живот на градот. Исто така нема голема прилика да имаат социјален живот. И во овие околности младите гледаат поголема недоверба кон системот или кон институциите, затоа што ја прават таа компарација, ја прават таа разлика, дека одредени сектори може да си действуваат и да се одвиваат нормално, а од друга страна социјалниот живот на младите да трпи големи загуби. Генерално, младите и пред пандемијата немале каде да се движат и да излегуваат во Тетово, смета младинскиот активист Ристе Савески. Сите нивни активности се сведени на минимум, на сето тоа доведува и до последици. Освен врз самиот менталитет и врз физичкото здравје на луѓето, па и на младите, многу луѓе зборуваат дека ќе се вратиме во нормала, меѓутоа дефинитивно враќањето во нормала ќе биде некоја нова нормала. Ова пандемија ќе и ги промени веќе многу аспекти од нашите животи. Мислам дека ако се нормализира ситуацијата, ќе има социјален и живот со близок физички контакт, нели? Меѓутоа нема да биде тоа како што било пред самата пандемија. Младите имаат голем потенцијал, вели Савески. Тој им порачува на останатите млади лица од регионот да преземаат чекори и да се обидуваат да ги исправат неправдите со цел воведување позитивни промени во општеството. Од 1 март ќе започне пописот на граѓаните кои живеат надвор од земјава, без оглед кога ја имаат напуштено, соопштија утрово министерот за надворешни работи и директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Според министерот за надворешни работи Бујар Османи, ова е најмасовната операција од тој тип. Министерството за надворешни работи и сите дипломатско-консуларни представништва на Република Северна Македонија во странство ќе ги користат сите можни канали и контакти со друженија на граѓани, верски друженија на студенти и слично за споделување на информациите за пописот и за само попишувањето. Сето ова е со цел колку што е можно поголем број на државјани на Република Северна Македонија кои представуваат во странство да се само попишат за да се добија слика за бројот на лицата кои се оселиле, како и нивната возрастна, образовна и економска структура, од каде се иселени и во кој период. Овие податоци се од исклучителна важност за анализа и изработка на стратегии и политики за намалување на емиграцијниот бран и планирање на развојни политики кои ќе овозможат услови за нивно враќање во трговината. Државниот завод за статистика, заедно со Министерството за надворешни работи и дипломатско-консуларните представништва во странство, ќе ги споделува сите информации поврзани со само попишувањето преку нивните веб страници и канали за социјални медиуми, ќе се објават допред до овие луѓе и да ги потсети дека иако се оселили од трговината, сепак се дел од неа и со само попишувањето даваат свој принос за идниот развој на земјата од која потекнуваат. Тоа што веќе од понеделник, односно 1 март, започнува најголемата статистичка операција, пописот, и тоа првично во нашите дипломатско-конзуларни представништва, односно со попишување на нашите дипломати и нивните семејства, процес кој што треба да се одвива во првите 15 дена од месецот март.
Меѓутоа, исто така почнува процесот на самопопишување на нашите граѓани кои што се дел од диаспората, односно се наоѓаат надвор од Република Северна Македонија, тоест нашите државјани кои што ќе бидат попишани како дел од нерезидентното население, секако како дел од вкупното население на државата. Тој процес почнува од 1 март до 21 април, што значи дека во наредните 50 дена почнува попишувањето на нерезидентното население, што е за прв пат и е најмасовна операција од тој тип, а имајќи предвид дека Министерството за надворешни работи после реорганизирањето на владата го има превземено портфолиото, односно досието на диаспората и поради тоа има создадено организацијски капацитети преку создавање на сектор за диаспора, но се разбира и преку нашата дипломатско-конзуларна мрежа ќе биде вклучена на начин за информирање на нашите државјани кои што се наоѓаат надвор да се само попишуваат, а тоа ќе го направат, се разбира, онлайн преку веб страната на Државниот завод за статистика, но поради тоа нашите дипломатско-конзуларни представништва, меѓутоа и Министерството за надворешни работи ќе биде во логистичка поддршка со цел информирање на граѓаните и одговарање на прашања за нејасноти во тој процес, и затоа веќе на веб страната на Министерството за надворешни работи е воспоставен линк за комуникација и дадени се телефонски броеви, е покриено 24 часа од наши луѓе тука во Министерството, не само преку телефонска комуникација, туку и преку веб апликациите, Messenger, WhatsApp. Следуваат информациите од билтенот на МВР. Ноќеска во 1 часот и 5 минути од страна на полициски службеници од полициската станица Тетово извршена е контрола во угостителски објект собственост на 38 годишен тетовец на локалниот пат за село Сарачино, по пријава дека работел спротивно на одлуката донесена од страна на владата. При контролата било констатирано дека објектот е отворен и во него биле затекнати 7 гости, 3 вработени и 20 женски лица, од кои 18 странски државјанки од Русија, Србија, Украина и Албанија, кои го злоупотребиле туристичкиот престој. Странските државјанки се приведени во полициската станица за понатамошна постапка, а сопственикот е лишен од слобода и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. При контролата е приведен и 25 годишник од Скопје, кој издржува казна затвор во време трајање од 8 години и 6 месеци, а не се придржувал кон решението за одмор во кругот на семејството, издадено од затворот. Тој ќе биде спроведен во казнено-поправната установа затвор Идризово, информираат од Министерството за внатрешни работи. Одбојкарите на Универзитет Тетово во понеделник ќе го одиграат дерби дуелот од петтото коло на одбојкарското првенство против лидерот на табелата Џио Струмица. Најголемото одбојкарско дерби оваа сезона помеѓу единствените екипи кои атакуваат на трофеите Универзитет Тетово и Џио Струмица ќе се одигра во понеделник во 18 часот. Ова ќе биде вкупно трет меѓу себе надпревар на овие две екипи оваа сезона. Претходните два надпревари се одиграа во Струмица и на двата надпревари славија домашните. Прво со 3:0, а потоа и со 3:1. Од екипата на Универзитет Тетово се надеваат дека конечно на овој надпревар прв пат оваа сезона ќе совладаат екипата на Џио Струмица. Наредниот дерби мислам ќе биде многу добар надпревар, што треба да се гледа. Мислим дека сега некои мали грешки ги поправивме и се надевамо на добри резултати. Релативно имаме нова екипа, која што се консолидираше зимава. Имаме неколку играчи кои што, вклучувајќи ме и мене, дојдовме во Тетовски универзитет. Квалитет дефинитивно поседуваме, полека се го игруваме. Мислам дека ќе биде многу интересен надпревар и се надевам дека ќе победиме. Екипата на Џио Струмица во моментов е на првото место на табелата со максимални 39 бодови од 13 надпревари. На второто место е Универзитет Тетово со 30 бодови.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.